Штипските таксисти ќе бараат измени во правилникот за автотакси превоз. По 10 години откако не виделе аеро од сегашниот по кој работеле, како што велат, одлучиле да иницираат предлози со кои очекуваат дека ќе се надминат и решат проблемите кои им ја отежнувале работата. Прво што ќе бараат од општината е да се реши проблемот со сообраќајниот метеж на улиците во градот, кој засега го посочуваат како главна причина за откажување на бизнис договорите со компаниите во градот. Најверојатно до крајот на месецот ќе предложиме нов правилник со нови предлози. Тоа ќе биде еден мал дел од целата таа приказка, значи со двонасочни улици, со катни гражи, со градски превоз, бидејќи за жал хендикеп почнавме да ги откажуваме веќе и соработките со другите правни лица поради неможност за извршување соодветно на услугата. Такси превозниците се надеваат дека работите ќе тргнат на подобро. Не кријат дека ќе ги поскапат цените на такси услугите, но и тоа дека проблем им создаваат дивите таксисти. Меѓу другото, ќе бараат изголемување на бројот на такси возила во градот, повеќе паркиралишта за нив, унифицирана боја и жолти регистарски таблички за возилата. Паркинзите, цената, значи бојата на возилата, се е тоа во тој правилник. Бројот на возила на град Штип е ограничен моментално на 250, но се надевам со нови мерки, со искоренување на дивите таксисти, кои моментално запоседнуваат автобуската станица, го запоседнуваат центарот кај трговскиот центар, да не се малку ослободи уште од теренот и да сватат луѓето дека такси превозот може да биде професионална дејност, а не хоби. Натрупаните проблеми со години били причина за нерентабилно работење на такси компаниите и тоа што возниот парк со години не бил обновен, сметаат од Сдруженијето на таксисти. Се пожалија дека се потешко наоѓале работници, а се зголемиле давачките за плаќање на придонеси и исплатата на минимална плата. Поради ова се преполовил и бројот на такси компании, така од 12 во градот, сега останале само 5 да работат.